Третото коло во втората македонска футсал лига треба да даде одговор на прашањето со каков квалитет располага Кочани и каков би можел да биде неговиот реален дострел во дебитантската сезона. По стартните две кола тимот има една домашна победа над Фифи и еден гостински пораз од Цико. Тренерот Крсте Крстев подсетува дека играта на клубот, а не резултатот е во преден план. Тој смета дека формата на КМФ Кочани оди во нагорна линија, а од надпреварот в сабота против Гемиджи 1903 од Велес очекува позитивен резултат, иако беше воздржан во предвидувањето. Се работи за екипа која што е млада, полетна, надежна и филијала на прволигашката екипа во футсал Велес од Велес. Сигурно дека и тие имаат своји математики, ќе сакаат успех, ќе дојдат неоптоварени, но сигурно ќе сакаат да прикажат добра игра, така да ние работивме во текот на неделата на тој план. Мислам дека сме техничко-тактички подготвени, во најмала рака да се спротиставиме, да бидеме достоен противник, а ако ни се укаже можност, сигурно да направиме добар надпревар, со тоа што да направиме и позитивен резултат. Кочани во првото коло пред својата публика ја совлада екипата на Фифи од Пробиштип, но во второто беше поразен во Стојаково од Цико, но кочанчани на тој надпревар настапија некомплетни. Игравме достојно, се држевме на полувреме, резултатот беше 2-2, можевме и да го добиеме надпреварот, но од некои контри ни дадоа голи, со резултатот 5-3 го изгубивме надпреварот. Во клубот владее позитивна атмосфера пред надпреварот со Гемиджи. Ке играме на страпелива игра, која градиме веќе неколку месеци, почнувајќи од септември, веќе трети месец работиме со тренерот Крсте Крстев. На утрешниот надпревар, кој се игра во на 19 часот, очекуваме секако оптимистички да влеземе во него и да го добиеме секако тој надпревар. Ја бараме поддршката од трибините, тие посакуваме да бидат нашиот чести играч и заедно со нив да оствариме позитивен резултат. Надпреварот се игра во новата спортска сала во Основното училиште Никола Карев, а влезот е слободен.